Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Шестиот фестивал за слика и филм за деца и млади БУФ ќе биде одржан од утре до 26 април во Кинотека на Македонија. Организаторите најавуваат прикажување висококвалитетни германски филмови за деца и млади. Ова е првата информација за денеска, а еве што ќе гледате друго во Урбаните вести. Се зголемува свеста за осигурување, но се уште се осигурува само тоа што мора. Препораките на докторите се почитуваат, намален бројот на пријавени за Великден. Во петок трка со ролерки по булеварот Илинден. Плакарот го објави меѓународниот студентски конкурс за плакат. Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Иако има повисока свест кај граѓаните за потребата од осигурување, во Македонија се уште се осигурува само она што мора. Најголем дел, односно 44% во вкупното неживотно осигурување, има задолжителното осигурување од автоодговорност. Задолжителното осигурување од автоодговорност има најголемо учество во вкупното неживотно осигурување кој најмногу се нуди на осигурителниот пазар, покажуваат податоците презентирани во Стопанската комора. Ова осигурување учествува со 44% од вкупното неживотно осигурување. Од останатото осигурување 17,8% отпаѓа на имотното осигурување, 8,7% на каско осигурувањето и 11% на осигурувањето од незгоди. Во земјава се уште се осигурува само она што мора, иако податоците на Сдруженијата за осигурување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето покажуваат повисока свест кај граѓаните за потребата од осигурување. Директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето истакна дека состојбата во регионот е приближно иста, но во светски рамки задолжителното осигурување учествува со 60% од вкупната продажба на осигурување. 2016 година беше релативно успешна за осигурителната индустрија во Република Македонија и покрај нагласеното влијание на ризици од неекономска природа. Ако се споредиме со земјите во регионот, учеството 44% на автоодговорност во структурата на неживотно осигурување е нешто што е стандард, нормално. Тоа имаме ситуација и во Србија, ако земеме Бугарија и Хрватска, тоа е нешто можеби под 40%, меѓутоа ние не отстапуваме далеку од она што представува некој стандард за во регионот. Меѓутоа, како е во развиените пазарни економија, ако земеме, кажеме, Западна Европа, таму животното осигурување учествува со 60%. Значи, вкупното неживотно осигурување учествува со 40%. Минатата година осигурителните компании за штети од поплави исплатиле околу 600.000 евра, додека пак исплатената штета од земјотреси е минимална. Регистрирани се 8 случаи на пријавена штета од земјотрес кои имале позитивен епилог за осигураниците, а уште 8 случаи чекаат да бидат решени. Во текот на 2016 година пак се склучени 1,29 милиони договори за осигурување. Вкупно 13.733 од нив се за животно осигурување, додека пак 1.300 договори се за здравствено осигурување. Во земјава има 15 осигурителни компании, а само 4 од нив нудат животно осигурување. Вкупно 45% од продажбата на полисите овие компании го вршат самите, додека 25% од продажбата на полиси се реализира преку брокери. Во петок со почеток во 12 часот од пред фонтаната во градскиот парк ќе започне ролер трката наречена Возиме кон иднината во организација на Детскиот културен центар Карпош и градот Скопје. На оваа трка со ролерки учествуваат деца од повеќе од 30 основни училишта во Скопје. Детскиот културен центар Карпош и град Скопје годинава по 6 пат ја организираат ролер трката 2017, наречена Возиме кон иднината. Во оваа спортска манифестација ќе учествуваат училиштата од градот и околината. Целта на оваа рекреативна масовна акција е развивање на спортскиот дух на најмладите, како и создавање навики за спортување. Со унапредувањето на ролер спортот, градот ќе се збогати со уште една масовна манифестација која има тенденција да прерасне во традиционална, а од година во година и се помасовна. Во манифестацијата Возиме кон иднината, минатата година учествува околу 700 учесници, а годинава се очекува бројката да биде поголема.
Учесници се деца од 30 и повеќе основни училишта од градот и околината. На ролеријадата ќе бидат поделени по 3 награди за најуспешните учесници во машка и женска категорија. Манифестацијата ќе се организира на 21 април во петок со почеток во 12 часот. Стартната позиција ќе биде на булеварот Илинден од пред фонтаната на градскиот парк и ќе се движи до клучката на булеварот Илинден со улицата Никола Тесла. Препораките и апелите на докторите почнаа да допираат до свеста на граѓаните. Годинава драстично е намален бројот на пациенти кои побарале лекарска помош како последица од прејадување со масна храна по великденските пости. Годинава, за разлика од минатите години, лекарите имаа помалку работа за време на великденските празници. Екипите на брзата помош имале вообичаен број и тип на интервенции. Околу 100 граѓани од нив побарале лекарска помош. Во саботата ноќта имала само благо зголемување на бројот на колапси на јавни места и сообраќајни несреќи. Оттаму велат дека најчесто се јавуваат хронично болните на кои им се влошува состојбата. Ги советуваат редовно да ја земат препишаната терапија. Поради временските промени чести се симптомите на покачен крвен притисок и хипертензии. Значително е намален бројот на прејадени со мрсна храна и великденски јајца. Граѓаните не претирале ниту со пиењето. Ова е ставот на докторите на третиот ден Великден, кога веќе се намалува интензитетот од славењето. Доктор Иванка Солева Темелковска од приватната здравствена ординација Вита Медика потврдува дека граѓаните покажале голема дисциплина во однос на конзумирањето на храна. Сега после великденските празници не се приметува некоја зголемена фреквенција на пациенти. Мислам дека се подисциплинирани сега пациентите, не ни се пожелел до сега некој на било какви тегоби и се приметува дека веќе се доста едуцирани во однос на тоа како треба да се однесуваат при вакви состојби, кога после постење или после кратко трајно полесна исхрана да се премине на нормална исхрана. Навистина немаме никакви досега такви поплаки од пациентите. Препораките на докторите остануваат и понатаму. Во деновите кои следуваат по завршувањето на постот, неопходно е да се конзумира лесна храна, комбинирана со многу зеленчук и постепено внесување на месо во дневното мени. Во првите денови докторите советуваат да не се јадат повеќе од 3 јајца на ден, како и да се избегнува претирано конзумирање на мрсна храна. Препораката се знае, лесна исхрана, да не се претерува после вакви празници со храна, затоа што се знае дека и овде плюс ние работиме со постари пациентите и онака си внимаваат на исхраната и немаме поплаки. Сдруженијето на графички дизајнери од Македонија го објави студентскиот конкурс за избор на студентски плакат на тема Вештачка интелигенција и реалноста. Крајниот рок за доставување на плакатите е 30 октомври. Сдруженијето на графички дизајнери од Македонија Плакарт, кое годинава одбележува 10 години од постоењето, го објави годинашниот конкурс за избор на студентски плакат на тема Вештачка интелигенција и реалноста. На годинашниот конкурс студентите од Македонија ќе можат да се надпреваруваат со своите колеги од целиот свет на темата, која, како и секоја година, привлекува посебно внимание во глобални размери. Ова е горлива тема за бизнис елитите и политичките лидери, воедно представувајќи глобално прашање кое ги засега и развиените, но и земјите во развој и неразвиените земји. Крајниот рок за доставување на плакатите е 30 октомври. Прво наградените ќе добијат можност да ги изложат своите дела во рамки на 11-тиот Скопје Постер фестивал во 2018 година, а дополнително ќе добијат ексклузивен пристап и учество во работата на жирито во текот на 11-тиот Скопје Постер фестивал и во сите програмски настани. Во 108 земји во светот денеска се одбележува меѓународниот ден на спомениците и локалитетите на тема културното наследство и одржливиот туризам. Светскиот ден на спомениците и локалитетите ИКОМОС Македонија ќе го одбележи во септември годинава со форум на тема културното наследство и одржливиот туризам.
Националните комитети на ИКОМОС во 108 земји во светот денеска го одбележуваат Меѓународниот ден на спомениците и локалитетите. Тема на годинашното одбележување, културното наследство и одржливиот туризам, е зададена од Обединетите нации согласно Меѓународната година на Обединетите нации за одржлив туризам за развој и во контекст на агендата 2030 за одржлив развој и одржливи развојни цели. Годинашната тема е важна во контекст на конзервацијата на 21 век. ИКОМОС бил лидер во оваа област во минатото, донесувајќи ја својата прва меѓународна повелба за културен туризам во 1976 година. Како што соопшти ИКОМОС Македонија, меѓународниот ИКОМОС преку своите национални и меѓународни научни комитети сака да ги поттикне локалните заедници и нивните жители за важноста на културното наследство за нивниот живот, идентитет и општеството и да ја промовираат грижата за неговата различност и ранливост и напорите за негова заштита и конзервација. Светскиот ден на спомениците и локалитетите ИКОМОС Македонија ќе го одбележи во септември годинава со форум на тема културното наследство и одржливиот туризам. Ќе го организира во Берово, кој е град на културата за 2017 година. Секоја година на 18 април Меѓународниот комитет на ИКОМОС го прославува Меѓународниот ден на спомениците и локалитетите востановен на 22-та седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1983 година. За 2,5 денари по литар од ноќаска поскапуваат бензините, а за 2 денари ќе биде повисока цената на дизел горивото. По нови повисоки цени ќе се продаваат и екстра лесното масло за домаќинство и мазутот. Од ноќаска на полноќ бензините поскапуваат за 2,5 денари, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер 95 ќе изнесува 67,5 денари за литар, а Евросупер 98 ќе се продава за 69,5 денари за литар. Литар евродизел ќе се продава по 52,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство по 41 денар. За 1,766 денари поскапува мазутот и килограм од овој енергенски чини 27,402 денари за килограм. Малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемени за 4,58%, а рафинериските за 6,92%. Регулаторната комисија за енергетика е утврди новата цена на бензините врз основа на движењето на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и курсот на доларот во однос на денарот. Утре дел од општина Бутал ќе остане без вода за пиење, додека пак еден дел од општина Ѓорче Петров ќе остане без струја. Утре од 9 часот без вода за пиење ќе останат корисниците од улиците Хошимин, Рудо, Натанаел Кучевички, Краишка, Марко Крале, Габница, Приштинска, Лапушник и Зуфер Мусиќ во општина Бутал. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во водоснабдувањето е промена на затворачна водоводната мрежа на крстосницата од улиците Хошимин и Рудо. Корисниците ќе бидат без вода се додека екипата на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје не заврши со интервенцијата. Во општина Ѓорче Петров пак дел од корисниците од улицата Никола Вукмировиќ и Борис Сарафов утре од 9 до 14 часот ќе бидат без електрична енергија. Прекинот е поради технички зафати во електромрежата. Утре под влијание на нов влажен бран ќе има врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во северозападните, северните и источните делови на земјата. Локално се очекува да наврнат и над 25 литри на метар квадратен. Во вечерните часови и во текот на ноќта на планините ќе се формира нова снежна покривка. Во четврток и петок ќе дува ветер со засилен интензитет. Дневната температура ќе опадне и ќе се движи од 9 до 17 степени. Повторно стабилизирање на времето се очекува од петок, поради разведрувањето од деновите од викендот, утринските температури наместа ќе се спуштат и под нулата, додека дневните ќе бидат во пораст, особено во недела. Матама метеа го гледаме во продолжение.
Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на веб страната mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести се следни на програмата на МТМ.